Јас би сакал денеска да продолжам со темата што ја започнавме минатата сабота попладне. Само накратко да спомнам, пошто и немаме многу време, не би сакал многу да ве задржувам. Исус во својата мисија има за цел, имал за цел да дојде, да се роди како еден од нас, да живее безгрешен живот и како таков, како безгрешно јагне, да го даде својот живот на крстот, за да може да го оствари планот на спасението. Никако поинаку не можело. И на тој начин и да ја врати власта врз планетата, онаа власт која што му е дал на Адама на почеток, а кој што Адам ја изгубил заради падот во грев. И спомнавме, кажавме дека тоа ѓаволот многу добро го знае и се обидува на три начини да спречи, се обидувал, всушност не успел, фала му на Бога, да го спречи Исуса во таа намера. Прво, се обидел да го убие уште пред да се случи крстот. Знаете дека преку Ирод, уште кога Исус бил мал, се случил покол на деца до 2 годишна возраст. Господ го сочувал, нормално, како што го чува и претходно и неговите предходници, целата таа лоза. Тоа е, мислам, многу интересно да земеме и некојаш да проучуваме како тоа ѓаволот се обидувал уште на почетокот, имајќи предвид дека неговата глава ќе биде на крајот смачкана, нели уште на почетокот тоа Господ им го кажал на Адам и Ева во Битие 3.15 и им дал една голема надеж дека семето ќе дојде еден ден и ќе му ја смачка главата на змијата. И ѓаволот се обидувал, го прочитавме минатиот пат Откровение 12.4, да не отваряме сега тамо, да спомнам само стих кој што вели дека го опишува змевот кој што стоеше пред жената, која требаше да роди за да го проголта детето кога ќе роди. Уште од старт. Уште кога се родил Исус, кога се овоплотил и станал како еден од нас, ѓаволот се обидува да го убие. Потоа имаме една ситуација во Лука 4 глава, од 24 до 30, тука тие стикови, може не мора да ги читаме сите, каде што Исус им спомнува на израелците дека во времето на Илија имаше многу довици вика во Израел и кога небото беше затворено 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. Читам во Лука 4 глава, 24 до 30. И при ниедно од нив не беше пратен Илија, а само при жената вдовица во Сидонската Сарепта. Значи нека Израелка. И потоа страшно ќе ги налути, овде, на национална база, онака како што израелците знаеле да бидат многу осетливи. Им спомнува еден друг случај. Исто имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниеден од нив не беше очистен, освен сириецот на Аман. И кога го чуја тоа, во 28 стих вели, сите во синагогата се наполнија со гнев и стана и го истераа од градот и го одведоа до стрмнината на која беше созидан нивниот град, за да го фрлат долу. Што мислите, кој ги инспирирал да го направат тоа? Кој работи преку нив? Се работи, се разбира, ѓаволот. 30 стих вели, но тој помина меѓу нив и си отиде. Затоа што не беше се уште дојдено времето и не требаше Исус вака, не значи дека сега јагнето дошло да умре, а па сега да умира вака. Не за да му го одземат животот, туку тоа самото, тој самиот да го даде животот, како што тоа го направил на крстот. Потоа имаме ситуација во Јован, во 8 глава, од 56 до 59. Јован 8, 56 до 59, каде што исто така ќе ги налути, оној случај со кој го спомнал Авраама, нели, која им вели, јас сум постар. Јас сум уште пред Авраам.
пред да се роди Авраам, 58 стих. Вистина велам, јас сум пред да се роди Авраам. Авраам со кого што тие многу се фалеле. 59 стих вели, тогаш кренаа камења за да ги фрлат на него. Значи, ова е една од ситуациите. Имало повеќе ситуации кај што сакале да го каменуваат Исуса, но Исус се сокри и излезе од храмот. Се разбира, ѓаволот стои за сето ова. Втор обид, затоа што не успел со ова, Сатаната се обидувал да го натера да погреши. Сега една од целите, за да тоа јагнето кое што нормално што од почетокот, уште која бил воспоставен жртвениот систем, потоа и Пасхата, читаме дека требало да биде без мана, символизирајќи го Христа, семето кој што ќе дојде, ќе живее на оваа земја, планета како човек и нема да погреши. Ѓавол тука исто често се обидувал, не често, него минатиот пат спомнав 24/7, мислам да. Нон-стоп. Може да замислите каков живот можел да живее Исус, кој бил постојано на удар, под искушенија, да ѓаволот го сруши. Тоа било неговата цел. Да го натера да погреши. Ево ќе прочитаме само 2 стиха, 2 извештаи, кратки извештаи за тоа дека Исус навистина не направил грев, познатиот стих во Евреите 4:15. Беше искушуван во секакој нас, освен греот. И 1 Јованово 3:5. И знаете дека тој се јави за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. И само така можеше да ги отстрани гревовите, затоа што живееше безгрешно. И третиот метод, значи, ако не успеа да го натера да погреши, не успеам да го убие, не може да го убие, тогаш ќе се обиде да го спречи по било која цена да не заврши на крстот. Ова било едно од потешките, сите били тешки, меѓутоа ова било тешко искушение за Исуса. И минатиот пат мислам дека ги спомнавме стиховите од она третото искушение во Матеј 4 глава во пустината, која ѓаволот му ги нуди сите царства, сета власт на земјата, секако да му каже не мора да одиш на крстот, па за да на тој начин ја повратиш власта над земјата. Еве, јас ки ти ја дадам власта, од тука нели се гледа дека ја превзел ѓаволот власта од Адама, уште од почетокот, кога Адам сгрешил, и еве, јас ки ти дадам се, ама само клекни пред мене и служи. Да, поклони се. Но Исус тоа не го сторил, се разбира. Ќе му одговори, на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служи само Него. Нешто што треба да го одликува еден христијанин. Христијанинот треба да се поклонува, да коленичи, да му служи само на Господа. Се присетуваме нели во овие мигови, можеби на Седрак Мисик Евденаго, која сакале да ги натераат на било кој начин да клекнат пред кипот на Навуходоносор, но ти ќе кажат не. Ние знаеме на кого му служиме, знаеме дека Господ ќе не избави, но и ако не избави, нема да клекне. Значи, само пред Господа. Ова ќе биде страшно искушение во деновите кои што идат. Потоа во Јован 6 глава, кога сакале да го зацарат, и тоа предводник во ова бил Јуда, не друг, туку Јуда баш. Јуда кој што бил чисто љубец, значи некој што сакал почести, власт, земско царство и титули, позиции, тоа бил Јуда, и нормално и парите тука, алчноста која што не можел никогаш да ја победи. Но Исус кога разбрал дека сакат да дојдат и да го одвлечат на сила, за да го направат цар, значи Јован 6:15 вели, пак се повлече сосем сам во гората. Што мислите, кој работел преку Јуда? Ги поттикнувал повторно ѓаволот.
да го одвлече неговото внимание со царство на оваа земја и да тој не заврши на крстот. Го спомнавме Петар, ми се чини минатиот пат, познатиот случај во Матеј 16 глава, кога тој им расправал, обидувајќи си да им укаже на тоа дека мора да се случи тоа, дека мора да замине во Иерусалим и таму да умре, да го положи својот живот, и Петар одрекол: Бог да е милостив кон тебе, Господи, тоа никогаш нема да ти се случи. Матеј 16:22. А тој се сврти и му рече на Петра, всушност обрекајќи му се на ѓаволот. Че овде многу јасно се гледа и посочено во стихот кој е тој кој што ги ставил овие мисли и овие зборови во главата на Петар. И со која цел? Да го спречи Исуса да не отиде на крстот. Бегај за мене, Сатано, ти си ми пречка, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Дури и подосна, 6 дни после тоа, кога ќе се најдат на гората на преобразувањето, во овој контекст кога зборуваме, ова е интересно, наистина, што вели Петар кога ќе се појава тука Мојсей и Илија, во 4 стих таму од 17 глава Матеј, Петар одговори и му рече на Исуса: Господи, добро за нас да сме тука, да останеме тука. На некој начин пак ѓаволот, да се задржиме тука. Не мора да се оди во Иерусалим. Да направиме тука 3 шатори, еден за тебе, еден за Мојсей, еден за Илија, и тука да останеме. Точно дека на него му била убава целата таа сцена, посакал да... Меѓутоа, исто така и ѓаволот си работа својата работа. И сега, оно што сакам да потенцираме, што е најважното од сето ова, е завршните сцени од Христовиот живот на земјата и оние негови страдања за кои што зборувавме неколку саботи. Од оваа гледна точка многу поинаква димензија добиваат неговите страдања, кога ќе знаеме дека сето тоа што му се случувало на Исуса било со цел ѓаволот да го натера да сгреши или да го спречи на било кој начин да заврши на крстот. Дори и тие последните 24 часа, кога имал интензивни страдања, што наистина како ги поднел, значи тоа е наистина чудно. Посебно оние, слава на Бога, мислам, поради неговата врска со Бога, сето тоа го издржал, така можеме и ние, така издржували и многу маченици, посебно оние духовни страдања кои што ги имал, психички страдања во Гециманија. Ќе го спомнеме тука и Јуда, не можеме да не го спомнеме. Во Јован 13 глава 2 стих вели за време на вечерата. Знаеме на таа последна вечера, кога ѓаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда Симонов Искариот, за да го предаде. Ѓаволот става мисла во срцето на Исуса да го предаде. Те знаете, кога ги гледаме овие сцени, да се обидеме да ги гледаме во овој контекст. Но малку е збунувачки. Може би ќе се сложите. Јас до неодамна имав малку проблем, може би дојка не е добро, малку го разработив овој текст пред се копнежот на екоите, дека како сега ѓаволот сакал, се обидувал да го спречи да отиде на крстот, а му става мисла во главата на Јуда да оди да го предаде, а потоа знаете ќе го инспирира целото мноштво, целиот джган, дури и демони биле присутни и велеле распни го. Да видиме што е суштината. Ѓаволот го поттикнал Јуда да го предаде Христа. Но зошто? Од кој причини Јуда го предал Христа? Што мислел тој? Што планирал дека ќе се случи? Да, тој не сметал дека Исус ќе се предаде, ќе биде така, ќе заврши на крстот, затоа што бил сведок на многу ситуации, каде што нели читавме и ние, Исус помина и си замина. Ништо не му можеле. Но дошол часот, кога требало да го положи својот живот. И видите како Елен Вајт тоа многу добро го опише окопнаш на коите. Ако Исус треба да биде распнат, си размислувал Јуда, тоа мора да се случи. Неговиот чин на предавство на Спасителот нема да го измени конечниот резултат.
Како и да е, он мора да заврши на крстот. Значи. Ако Исус не треба да умре, тоа само би го принудило да се ослободи. Тој размислува во тој контекст, значи, сега ќе го натерам Исуса да се симне од крстот, да го убрза своето зацарување овде на земјата. Тоа била неговата главна причина. Зошто го предал? Затоа е логична онаа негова реакција, како ќе види дека настаните не одат во тој тек, да после тоа дори нели ќе им ги фрли парите, ќе рече предадов невина крв и ќе заврши како што заврши. Со самоубиство. Ако Исус не треба да умре, тоа само би го принудило да се ослободи. Од сите настани Јуда со предавството би стекнал некоја корист. Значи и вака и така, тој би имал корист, посебно дека тој е оној кој што е заслужен за да Исус се зацари. Но било чудно, нели, однесувањето на Исуса, зошто веќе не се зацарува. И како што реков порано, погоре, Јуда бил тој кој што го потикнувал мноштвото. Се сеќавате кога со 5 леба и 3 риби, 2 риби, како бе, го нахранил мноштвото, па оделе, па трчале по него околу езерото. Се со таа цел, да го зацарат. Јуда со предавството, вели, би стекла некоја корист. Сметал дека со предавството на својот Господ договорил одлична работа. Не бил само тој што размислил така, мислам и учениците, сите сметале дека тоа царство ќе биде тука на земјата. Сите посекувале такво нешто, но Јуда се вдал во акција и еве дури решил да го предаде со таа мисла. Сепак Јуда не верувал, значи еве го тој дел, дека Христос ќе дозволи да биде фатен, имал намера со своето предавство да му даде на Исуса поука. Често пати го нервирало тоа што не постапува Исус според тоа како тој мислел. Тој бил најпаметниот. Тој често пати ги подбуцнувал другите ученици, исто така да реагираат несоодветно. Имал намера да игра улога што ќе го присили Спасителот во иднина да постапува кон него со должна почит. Но Јуда не знал дека Христос го предава на смрт. И Јуда решил сето тоа да го провери. Ако Исус навистина е Месија, народ на кој што тој му сторил толку многу добро, ќе се собере, овој ќе се симне од крстот, или нема да заврши, мислам, на крст воопшто, и ќе се убрза целиот процес и Исус ќе се зацари. И јас ќе бидам најзаслужен за тоа. Почести. Па кои се буткале најблиску да седнат до Исуса? Па и на самата последна вечера во горната соба, кај седел Јуда? А веднаш до Исуса. Јован од едната страна, а Јуда од другата. Ќе скокнеме некои работи. Ова не сме да се скокне. Во Гециманија, да се вратиме малку. Што мислите, каква дремка била таа дремка што ги зафатила учениците во Гециманија, кога Исус барал поддршка, но не ја добил? Надприродно било сето тоа. Ѓаволот тука мешал прсти. Која му била целта? Да го обескрби Христа, да не донесе одлука, да рече, чекај бе, зошто јас ќе умирам воопшто? За кого? Овие мои најблиските? Па види како се однесуваат. Тоа му зборува ѓаволот цело време на Исуса. Бидејќи чувствувал дека неговата заедница со Отецот е прекината, Христос се плашал дека неговата човечка природа не ќе може да издржи во судирот што настапува со силите на темнината. Во пустината на искушението се решавала судбината на човечкиот род. Тоаш Христос бил победник. Сега искушувачот стапил во последен страшен судир. Знае дека не смее да ја изгуби власта над земјата. А близко е да ја изгуби. Знае во кој правец одат нештата.
За ова се приготвувал во текот на Христовата тригодишна служба. Сега во тоа вложил се. Ако овде претрпи неуспех, неговата надеж да биде господар ќе биде загубена. Земните царства на крај ќе станат Христови, а самиот тој ќе биде исфрлен и прогонет. Едва и дошол до тоа што дошол, мислам, нели, се обидувал на многу планети, па успеал тука, за жал успеал тука на нашата, и сега да го изгуби тоа. Меѓутоа, кога Христос би можел да биде победен, земјата би станала цврсто би останала цврсто на сатаната, а човечкиот род, царство, се извинувам, би останала царство на сатаната, а човечкиот род за секојаш би останал под негова власт, знаејќи суштината на судирот што го очекувал. Христовата душа била исполнета со страшна закана на одвојување од Бога. Сатаната му рекол дека одвојувањето од Бога ќе биде вечно ако стане гаранција за грешниот свет. Видите со какви лукавства се служил. Дека ќе се поистовети со сатанското царство и никош повеќе нема да биде едно со Бога. Крај ќе биде. Само ако донесе одлука таква. Што ќе се добие со оваа жртва? Колку безнадежни изгледале вината и неблагодарноста на луѓето. Сатаната го оптоварува откупителот со најсурово прикажани прилики. Те отврли народот што тврди дека е над сите други во земните и во духовните предимства. Тој сака да те уништи тебе, темелот, центарот и печетот на ветувањата што му се дадени како посебен народ. Еден од твоите ученици, кој ги слушаше твоите поуки и беше меѓу првите во црковните дејности, ќе те предаде. Значи, му кажува гјаволот што ќе биде за вет. Таму во Гециманија, за да го обесхрабри. Другиот ќе се откаже од тебе, сите ќе те напуштат. И точно така се случува, нели? При таа помисла целото Христово сушество се тресело од ужас. Душата му ја пробало тоа што оние кои настојуваат да ги спаси, оние што толку силно ги сакал, ќе се соединат во заговор со сатаната. Тоа било страшна борба, но истина. Не можеме да замислиме каква страшна борба се водела во неговиот ум. И после сите оние страдења, кои што имавме прилика да ги проучуваме неколку саботи, малтретирање, плукање, сето тоа било со цел да ѓаволот го сруши уште пред да заврши на крстот. Да го понижи до крај и да го сруши, да предизвика реакција од негова страна. И видите сега колкава од ова гледна точка, кога ги гледаме сите овие страдења, како поинаку изгледаат сите овие искушенија низ кои што минал Исус и колку е таа негова победа голема. Сеќавате на светата причести, мојата проповед Исусовиот молк, кај што во многу од тие ситуации молчел, воопшто не се бранел, не се обидувал да се брани. Затоа што знаел, многу добро знаел дека ѓаволот стои за тоа и сака да го предизвика, да избувне, да направи било што ќе погреши и ќе биде крај тоа со спасението. Сега, овој момент е исто битен и при крај сме. Во Јован 8:29 Јован 8:29, видите што кажал самиот Исус. Јован 8:29. Оној кој ме прати е со мене, не ме остави сам, зашто секојаш го вршам она што му е угодно. Многу јак стих кој што вели меѓу другото и тоа дека ако ја вршите Божјата волја, Господ никош нема да ве остави. Тука е секој со вас. Но, внимавајте, не ме остави сам, вели во Јован 8:29, а во Матеј 27:46, оние познати зборови,
на крстот, или лама савахтани, кои што во превод значат Боже мој, зошто ме остави, првиот стих од 22 псалм, почнемо да го цитира Исус, 22 псалм. Што значи сега ова? Овде погоре тврди во Јован 8:29 дека никогаш не ме остави сам, а овде вели Боже мој, зошто ме остави? Зошто почувствувал раздалба од таткото? Па заради нас, заради нашите греови била таа раздалба. Не заради нешто што тој направил. Потоа нели ќе каже пред да издивне се сврши. Значи тој бил свесен, видите, не се подпира на чувствата. Затоа и го одбил и оцетот, нели, жолчката, кои што му биле понудени. Сакал да остане до крај со чист разум и да ја заврши значи целата мисија. Не се подпира воопшто на чувства и сето тоа што го чувствувал како раздалба од таткото, па и ставете ги оние зборови на ѓаволот што му ги изборувал уште во Гециманија, таа раздалба ќе биде конечна, крај ќе биде за тебе. А тој не можел да види подалеку ни од гробот, вели Елен Вајд подолу во еден свој цитат. Наистина било тешко за него. Вели врз Христа како наша заменик гаранција е положено беззаконието на сите нас. Тој се вброил меѓу престапниците за нас да не откупи од осудата на законот. Неговото срце го оптоварувало вината на секој Адамов потомок. Божиот гнев кон гревот, страшниот израз на неговото незадоволство кон неправдата ја исполнувале со ужас душата на неговиот син. По текот на целиот свој живот Христос, нападнатиот свет, му ги објавувал добрите вести за милоста и љубовта на Отецот која проштева. Често зборувал за спасението и најголемите грешници, меѓутоа сега, со страшниот товар на вината што ја носел, не можел да го види милостивото лице на Отецот. Повлекувањето на божественото лице од Спасителот во овој час на најголеми страдања го проболо неговото срце со таква болка, што човекот никогаш не може потполно да ја разбере. Затоа и многу пократко ќе издивне. За разлика од другите двајца и многу други кои што виселе на крст. Неговите душевни страдања биле толку големи што одвај ги чувствувал телесните болки. Со жестоки искушенија сатаната навалувал на Исусовото срце. Спасителот не можел да види преку гробот. Надежта не му покажувала дека ќе излезе од гробот како победник, ниту му зборувала за тоа дека Отецот ја прифатил неговата жртва. Се плашал дека гревот му одврте на Бога, што нивната раздвоја ќе биде вечна. Христос го чувствувал страдањето, сега не тоа е битно, Христос го чувствувал страдањето, што ќе го чувствува грешникот кога милоста нема повеќе да се зазема за грешниот човечки род. Умира всушност со втората смрт, која што значи конечно разделба од таткото и конечно непостојање веќе, никој да не сте биле. Чувството на гревот што предизвикал гнев кај Отецот, а кој се урнал врз него како човекова замена, ја загорчило чашата што ја пил и го скршило срцето на Божиот син. Во тој гус мрак, и сега внимавајте, тоа било чувство, но во тој гус мрак, знаете, тоа што се стемнило среде пладне, што се вели, во тој гус мрак било сокриено Божјето присуство. Значи, Бог бил тука. Често пати знаеме да кажеме, и јас сум го велил тоа, кога ни е тешко, кога поминуваме низ некои животни маки, и ќе си поставиме прашање, каде е Господ тогаш? На истото место каде што беше и кога неговиот син страдаше на крстот. Каде? Покрај тебе е. Господ не го остави својот син, тука беше. Тоа што Исус го направи, беше исполнување на Божиот план и на Божијата волја. Од мракот си создал себе си за солниште и се сокрил, ја сокрил својата слава од човечките очи. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот. Бог и неговите свети ангели биле крај крстот, тука биле. Отецот бил со својот син.
Сепак, неговото присуство не било откриено. Кога би засветлило од облакот неговата слава, би го уништила секој посматрач, сите што биле таму присутни. Во тој ужасен час, Христос не можел да биде утешен со присуството на Отецот. Така требало. Не можел да биде утешен со присуството на Отецот. Морал да го почувствува тоа двојување. Сам газал во кацата и никого немало од луѓето крај него. Така морало да биде. И сега, оно што претходно го спомнав, исто еден дел од цитат, и тука ќе завршиме, готово веќе отиде доста часот. Ако сатаната не сакал Исус да заврши на крстот, тоа зошто ја потикнувал толпата да вика распни го, распни го? Зошто го избрале Варава да биде ослободен, а не Исус? Сето тоа, гледајќи од овој аспект, било усмерено во тој правец да преку тие страдања ѓаволот ја постигне својата цел, да го натера да сгреши или да се откаже да не заврши на крстот. Повторно разбрнетото мноштво почнало да завива слично на лоши духови. Среде мноштвото се наоѓале вистински демони во човечки облик и што можело да се очекува друго освен одговорот нека се распне, нека биде распнат. Сатана да го предводи свирепиот джган во неговото малтретирање на Спасителот. Значи и целите тие сцени, ѓаволот е тој кој што го предводи народот, свештениците. И сите. Имал намера, ако биде можно, да го наведе да се одмазди или да го натера со чудо да се ослободи и со тоа да го урне планот на спасението. Само една флека во неговиот човечки живот, еден неуспешен обид на неговата човечка природа, да го понесе тоа страшно искушение, па Божието јагне би било несовршена жртва, а човековото откупување промашено. Тоа била неговата главна цел. И се што се случувало таму, околу, пред крстот, на крстот, па сетете се, што му велеле, па ти толку многу спаси, па спаси си сам. Сето тоа биле обидите на ѓаволот да ја спречи жртвата, затоа што тоа било крај за него. Но не успел. Фала му на Господа што не успел. Па дори и после тоа, што направил ѓаволот? Направил се што можел да спречи Исус да не излезе од гробот. Да. Замислите си смешни дури работи. Мислам, токав камен, па не знам, па запечатен, па војска, не знам, цела тамо римјани околу гробот, но не успел. Не успел во ништо од ова. Планот на спасението е остварен и нормално се уште тече во смисло на тоа во оној дел кај што Исус посредува за сите нас. Се уште трае времето на милоста. Фала на Господа. Ова е радосната вест. Ова е веста. Баш вчера останавме малку горе во кујната. Саша нешто подготвил јадење, за да не ги носи гостите по ресторани, и затоа останаа малку. И се разви дискусија и доста касно се, не знам, и баш Саша цитираше еден цитат, мислам дека беше од Джонс или Вагонер, пошто и тој е запален со таа идеја за оправдување со вера, и тоа многу. Така да многу од тие текстови може да се најдат на неговата веб страна. Цитатот велеше, некако парафразирам, дека силата Божја е многу поголема од силата на сатаната. Накратко, мислам, тоа е многу јасно и треба да ни биде јасно. И силата што Господ ни ја дава во борбата против гревот, против нашето јас, е огромна. Само треба да ја прифатиме, само треба да речеме да соработуваме, и тој план на спасение ќе се оствари и во нас. Затоа што крајна цел Господова е да ги очисти нашите срца и да не подготви за вознесение, за да го пречекаме првин нашиот Спасител и потоа да одиме заедно со Него таму каде што е Тој. Нека му е слава на Бога.
Амин.